Изложби, работилници, средби со автори, промоции на сликовници се дел од содржините на 6-то издание на Меѓународниот фестивал за литература и илустрација Литера 2024, кој се одржува од 15 до 18 мај во Младинскиот културен центар. Повеќе од 150 илустрации на гостите илустратори од Турција, како и на македонската илустраторка Наташа Андонова, се поставени на изложбата, која е отворена од средата вечер во галеријата на МКЦ и ќе биде достапна до затворањето на фестивалот. Што се ќе понуди ова 6-то издание на Меѓународниот фестивал Литера во рамки на овие неколку фестивалски денови? Литера во овие 4 фестивалски денови ќе понуди богата програма наменета за од најмлада возраст до најстара возраст. Тука се работилници за деца, мастер класови за професионалци, исто работилници за професионални илустратори и студенти. Имаме оваа програма наменета за родители или повозрастни лица. Годинава за прв пат го имаме саемскиот дел на Литера, каде што публиката може да дојде в директен контакт со нашите издавачи, авторите кои што се застапени во Македонија и нормално ќе понуди голем број на разговори, трибини со илустраторите, писателите и нашите гости од Турција. Како организатори оваа година се потрудивте и успеавте да донесете на вистина некои звучни имиња кои што му даваат посебна димензија и тежина на фестивалот. Така е. Како и секоја година, Литера се труди да имаме земја фокус. Годинава ни е земја фокус Турција. Од Турција ни дојдоа многу значени имиња. Ја имаме Гизем Ѓозде Учар, која што е во моментот го држи мастер класот за илустрација со студенти. Денеска ја имаме на програмата Зейнеп Севде, реномирано писателско име с кое што има за себе и своја издавачка куќа во Турција. Го имаме Мурат Калкаван со работилница за деца, но и работилница за илустратори и студенти, и го имаме со изложба Серхат Талбами од Турција. Пред нас е викендот, кога поголемиот дел од луѓето се слободни и еве ги покануваме да дојдат и да присуствуваат барем на дел од активностите на Литера. Што најавува Литера за викендов? Вака, најпрво сакам да ги поканам гледачите на работилниците кои што се со оглед на тоа што работниот ден е до кај 16-17 часот. Имаме многу богата програма и денеска и утре, но би ги поканила во сабота од 10 часот имаме на работилница со нашата илустраторка Наташа Андонова, која што е добитничка на Литера наградите и се представува со своја изложба. Имаме работилница за најмладите, за дечиња од 3 до 6 години во сабота. Имаме работилница за деца со илустраторката Наталија Лукомска, средба со автори македонски и во сабота се доделување на наградите Литера и свечено затварање на фестивалот. Како организатор кој што веќе 6 години се труди на вистина да го исполни фестивалот со интересни, убави, богати содржини, една мала ретроспектива и што мислите од денешен аспект дека донесе Литера за читателската публика и за љубителите на илустрациите? Литера донесе свежина. Во 2019 година, кога го почнавме фестивалот, беше на новитет. До тогаш имаше низ градот можда многу мал број на работилници за деца посветени за развој на една читателска публика. Ние нескромно кажуваме во тимот дека Литера полека но сигурност постанува бренд на градот Скопје. Литера во овие 6 години направи сериозни чекори кога е во прашање литературата за деца и млади, но и направи за развој на визуелната култура на нашата публика. За прв пат Литера успеа во време на корона да го изваде нашиот доаен Димитар Кондовски со негова изложба на илустрација. Значи тоа е нешто што е за голема почит. Направивме исто ретроспективна изложба на Младен Тунич. Ги извадивме во на првата Литера сите доајени на македонска илустрација за публиката да се запознае дека имаме ние богата ризница на илустрација во Македонија и имаме многу
многу значајни автори кои што твореле. Со тоа ги инспирираме нашите млади автори, но и значајно за идните илустратори и идните писатели. Илустраторите млади студенти имаат секоја година можност да се запознаат и да учат од најдобрите илустратори во светот. Од тоа повеќе. Јас ви благодарам за одвоеното време, за интервјуто и посакувам што поголема посета и фреквенција на луѓе и особено на младата публика да ги искористи овие можности што го носи 6-то издание на Литера. Благодарам на Алфа телевизија за поддршката и јас ги охрабрувам родителите да сериозно ги донесат своите деца, значи ќе им понудат едно ново искуство, ново доживување, макар и еден час во денот во овие следни 3 дена. Благодариме. Меѓу останатите учесници на годинешново издание на Литера гостува и Гизем Ѓозде Учар, авторка и илустраторка која има впечатлива кариера и влијателно присуство во светот на литературата за деца во Турција. Незините книги не само што ги забавуваат, туку и ги образуваат малите умови, поттикнувајќи ги на креативност и размислување. Па со право се смета дека таа е еден од најзначајните современни гласови во литературата за деца. Во рамки на фестивалот беше одржан и мастер-клас на кој таа своите искуства им ги представи на младите илустратори и студенти. Беше многу убаво, видов многу талентирана група на студенти и креативци. Секако фала, моите книги се за деца, представено од нивното гледиште. Исто така сакам многу да цртам слики. Ова е мојата најнова книга, што значи имам нешто на мојот ум и е приказна за девојче што раскажува што има на незиниот ум. Ова е мојата прва сниковница, што ја представува пандемијата и е книга за деца што може да им помогне како да се справат и да се осетат за тој период. Меѓународниот фестивал Литера со право се гордее со портфолиото успешни изложби што ги организира, привлекувајќи голем број влијателни гости од целиот свет, како и голем број посетители. Влезот, посетата на изложбата, како и учеството на сите работилници на Литера е бесплатен.